Пријателски приградки и славење за договор кој од корени ја смени Македонија. Прво едниот го пречека на своја територија за да ја прекраста државата, а потоа другиот го покани преку езерото и го почести со ручек на своја страна. Пред 4 години на оваа патека гордо чекореа Заев и Ципрас, откако во грчконивици се договорија Македонија да замине во историјата. Денеска сликата е тука празна, пустелија и само празно езеро, наместо напредок во туризмот. Иако во секој договор треба да се почитуваат врските што ги презеле двете страни, преспанскиот е токму спротивното од сето ова. Македонија направи се што побара Грција, па дури и пред време, а Грција не направи ништо од ветеното. Власта и натаму се обидува да го продава договорот како успешна приказна, но дури и пределот по кој го доби името, Преспа, не виде никаков напредок во овие 4 години. Напротив, Алфа во Ресен разговараше со локалните жители. Разочараните лица речиси истиот одговор дека овој живописен крај не оди напред беа поразителни. Па се промени многу. Немат ли гледате што е? Пуста е чаршијата, немат луѓе, немат ништо. Све е младите си ојдо странство, немат никаков просперитет, работа немат и од што ќе живеат. Така. Ви пречи ли што вашиот преспански крај се поистоветува со местото каде што беше сменето уставното име на Македонија? Па мислам да. По преспанскиот договор животот во Ресен е уште многу полош. Да знаеш. Катастрофа во сите сегменти на животот, земјоделие, сакаш образование, сите структури, јаболката не одат све, градот е сведен на маргините. Па мислев да се отвори границата со Грција, тој да долнодупени, да мрни малку работата, што ме погранично место, нормално ќе има се работа. Вака ништо не оди, се е замрено и тоа е тоа. Само на полош овде можеш да видиш. Слободно гледај. Прашај кого сакаш. Ако се смена името, полошо стана. Парно не. Има луѓе што кажува дека не е убаво, па и за нас албанците е малце потешко. Големите промени не се гледаат, да ви кажам право. Кока и сите, така и кај нас, мало е местото, мало е градчето, народот и замина странство. 4 години поставениот параф и ракувањата во Преспа, Македонија доби ново име. Се откажавме од историските називи на институциите, прекрстивме автопати и аеродроми, брусевме шахти за да замре сонцето од Кутлеш, збришавме се што ја лути Грција, а не добивме речиси ништо. Малото село Нивици од грчка страна и македонска Преспа на тој 17 јуни се запишаа во историјата како место каде беше запечатена македонската историја.